Добар ден, почитувани гледачи. Екипата на телевизија Стар се наоѓа во спортската сала во Карбинското село Таринци. За помалку треба да започне традиционалниот турнир во борење по повод празникот Света Тројца. Разговараме со еден од организаторите на турнирот, тоа е господинот Трајче Димков, еден од главните тренери на боречкиот клуб Киро Ристов. Господине Димков, основните генерали, дали ова традиционален турнир, колку учесници, во кои категории и слично? Точно. Токму со почетокот на формирањето на боречкиот клуб Киро Ристов и боречкиот клуб Карбинци се роди идејата да се формира еден турнир каде ќе ги собереме најдобрите борачи од Македонија во детска возраст. И ова го правиме веќе четврта година поред, меѓутоа за прв пат ова година го правиме во населеното место Таринци, каде што и тренира боречкиот клуб Карбинци. Ова го правиме ова година вака од технички причини, меѓутоа овој пат имаме многу посилен турнир бидејќи ќе настапат 8 боречки клубови од Македонија со некаде околу 70 борачи. Кои се се категории, до која возраст се деца? Тоа се деца возраст почетници, значи до 10 години имаме борачи до 13, до 15 и до 17 години. Значи предшколска, почетничка возраст, пионерска и кадетска возраст и тоа се дечиња кои слушаш и некои и прв пат се запознаваат со борењето, меѓутоа идејата и целта е на овој турнир да го популаризираме, да го видат жителите на Таринци и општина Карбинци борењето во едно друго светло и така да и оние клубови што сега во моментов ни се гости и ние како организатори со боречки клуб Карбинци заедно, Киро Ристов, тука ние боречки клуб Балканец, боречки клуб Бучим, Неготино, Борец од Веле, Спартак од Кочени и Бучим шампиони од Конча. Долги години сте во борењето, вашето искусно око што вели? Имаме ли ние надеж во борењето? Имаме надеж. Има надеж и тоа во младата возраст, пионерско-кадетска, еве видовте сведоци сме Лукана, ние го освои третото место во Европа во пионери. Тоа е бораш на боречки клуб Балканец. Меѓутоа понатаму работата треба да продолжи. Што значи во младинска, што значи во сеньорска конкуренција. Тука треба да направиме нешто повеќе. Така да талентите ги имаме, луѓето си разбират работата, може би треба нешто да се смени за да се постигнуваат резултати и во сеньорската возраст. Како да ги анимираме најмладите на оваа работа? Со повеќе вакви турнири, лесни турнири, со поголема популаризација, настап на медиумите, со цел да ги привлечеме да сватат дека мораме да работиме и кај родителите, бидејќи децата се едно, меѓутоа ако сватат родителите дека неговото дете кој ќе дојде на борење во идно време, тој станува квалитетен, силен и здрав и тоа е потенцијал за здраво дете и здрав живот, мислам дека и тука ќе направиме успех и ние ќе се потрудиме со многу повеќе пропаганда, бидејќи и другите спортови не напаѓаат. Имаме фудбал силен, имаме се повеќе одбојка добра, кошака во Штип и така натаму други спортови и се помалку не останува селекција за нашите деца. Меѓутоа, јас се надевам дека борењето беше еден од најдобрите спортови во Македонија во Штип. Се надам дека ќе го задржи во приматот и ќе го продолжи понатаму. Да на некој начин ова е решение за кое што долго се бара за против пороците на современото живење. Да, ова е единствен начин, јас и порака до родителите, добро што ме потсетивте, да сватат дека спортот е единствен начин да тие деца понатаму се развиваат правилно како што треба. Меѓутоа и ова што го правиме ние во општина Карбинци е модел како понатаму, бидејќи ако не беа овие два клуба боречки, тука имаме и карате клуб, имаме и игрорна секција, ние немаше овие деца немаше да може да одат во Штип. Им беше многу потешко, така да визијата на градоначалникот Виктор Паунов да свати дека треба да има таков спорт тука е многу голем. Меѓутоа ентузијастите и ние како спортски работници, пред се и со председател Васил Богдански, кога се роди првпат идејата за формирање на овој клуб, се даде простор и овие дечиња да ги опатат сите населени места за да можат да тренираат. Доколку не би било така, многу потешко би работеле во друг град. Да, така ги слушнавме возрастните, меѓутоа сега да ги слушнеме и директните непосредни учесници на самиот турнир. Како се викаш? Јас се викам Леа Тасиска, ќе учествувам на категорија до 55 килограми. Ќе дадам се од себе и се надам дека ќе го. Кој е очекувањето од турнир? Не. Да, добро. Да го слушнеме и помалиот, како се викаш? Јас сум Павел Митев и ќе настапам во категорија до 38 килограми и ќе победам. Благодарам. Еве ги слушнавме и учесниците, кај нив оптимизмот е нескриен, дека сепак победата е онај императив за кој што се тука и на самиот турнир. За подоцна резултатите од турнирот ќе ги објавиме во текот на денот. А турнирот започнува за неколку минути.